секунди Игор Крајчев. Добар ден, не дојде директно од Велес, градот на писателите, градот кој што има некако најмногу традиција кога станува збор за пишаниот збор. Ако Тетово е град на хоровите, некако Велес на писателите. Велес на писателите. Добар ден и добре дојде и првенствено ти благодарам многу што се одзвана покана. Да, благодарам. За мене сепак е се уште утро, јас би рекол добро утро. Така. Најпрво би сакал да ви се заблагодарам за поканата. Навистина е пријатно да се биде во ова прекрасно студио тука и да се разговара за литературата и би сакал да ви се заблагодарам за тоа што дозволивте овој културен настан да има таков убав одек во книги прескокнуваме, секој пат промовираме добра книга, се дружиме со добро пишаниот збор. Овој пат три своје прво дече некој што се направи. Ајде на мала лична карта. Јас само ќе му откриам на гледачите дека сте дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик, а моментално сте и постдипломец на катедрата или веќе избркате таа работа? Не, готово, поминав скоро испитите. Би сакал да ги поздравам сега професорите мои кои што некои ме гледаат моментално. Значи, личната карта си ја заборив дома, ама би сакал да ви кажам дека сум дипломиран професор, како што кажавте вие, моментално магистрант на катедрата за книжевност. Имам уште некој испит, меѓутоа генерално ја правам магистратурата ја подготвувам заедно со моите ментори професор доктор Венко Антоновски и професор доктор Кристина Николовска, кои што ми помагаа во текот на студирањето, во текот на постдипломски, тајреве сега и за магистратурата и навистина е чест да се соработам со такви професионалци. Дали помош постојат тие професионалци? Венко Антоновски ето се појавува и како промотор и секој пат огромна помош. Значи помошта не може да се искаже со зборови затоа што тоа не е само помош во знаење кој што е акумулирано со текот на студиите, туку тоа е помош и во смисла на поддршка, на комплименти, но и критики кога грешите, кога правите нешто добро. Така. Помошта е од непроценливо значење. Значи јас не знам дали некојаш би можел да им се одолжам за тоа што го направиле за мене. Така. Реалности 2005 е првата збирка. Да, тоа е поетска збирка. Поетска и од тебе која што е на некој начин започнувањето на твоето творештво. Тоа го правиш во 2005 година кога ги завршуваш. Непосредно после студиите. Па видете, како и секој млад автор, како што се шегува понекогаш доктор Венко Антоновски, како и секој млад автор, се обидувам да се пробам како писател на сите полиња, така што почнав најпрво со поезијата, како едно од најсложените, би рекол, форми на творење. Моето следно прашање, зошто моето со поезијата да се започне? Сите обично тоа го прават. Тоа е некој феномен, јас не можам да го објаснам моментално, меѓутоа поезијата би издвоил како најсложена форма на творештво. Затоа што има премногу правила кои што морате да ги применувате во неа, треба да имате премногу наобразба книжевна за да можете да го правите тоа. И професорот Венко Антоновски често пати се шегува дека младите писатели обично се како фудбалери кои што за прв пат ќе излезат на теренот, па сакаат да докажат дека можат да играат одбрана, дека можат да играат среден ред, дека можат да играат напад, а дека можат и да бранат ако дојде ред за тоа. Така што јас почнав со поезија која што беше многу високо оценета во книжевните кулари. Па потоа веднаш се нафрлив на друг жанр, тоа е епската фантастика. Ставам дека се пронеде како бек или како напаѓач во Јас играм бек играм јас обично кога играме фудбал. Значи малку подефанзивно назад. Меѓутоа во книжевноста не сум така. Во книжевноста сум остар напаѓач. Така. Голгетер. Тоа некако и после реалност, буквално остар напаѓач и голгетер за да се направи да се напише војни и херои. Првото епско дело за кое што го добиваш ти оној епитет дека си единствениот и првиот човек во Македонија. Па нема, да, за жал нема. Би рекол, јас често пати кажувам на вакви интервјуи дека Војни и херои е книгата која што јас никогаш не можев да ја најдам. Значи, тоа е книга која што малку себично може да звучи, меѓутоа си ја напишав претежно за себе. Епската фантастика во Македонија не е застапена воопшто, значи ја нема. Особено од македонски писатели, мислам од македонски писатели ја нема. Меѓутоа гладот за епска фантастика се појави некаде со мојот прв допир со Lord of the Rings, односно Господарот на прстените. Потоа спадна Хрониките на Нарнија, Хари Потер беше малку подетска, меѓутоа сепак тука продолжиме ќе го вршиме. Значи, навистина ме чест и задоволство што ми господинот мој професор Венко Антоновски не штедеше суперлативи за овој роман, нарекувајќи го ајде може да се каже како дел од врвот на современата македонска литература, што за мене како млад писател кој што се наоѓа на почеток на својата кариера е
Колку ти година вистина после 2 романи и една збирка на поезија да те вбројуваат меѓу луѓето кои што ве во современа литература е еден од Добро, најдобрите? видите, секогаш е чест да добиете комплимент. Меѓутоа, јас комплиментот за разлика од мои современици или врсници, го сваќам исклучиво, го разбирам, ајде не биде. Го разбирам исклучиво како поттик за понатамошна работа и како одговорност која што мора да се оправда. Јас бев мијатата година и добитник на 9-то ноемвриско признание за афирмација на литературата на 27 тогаш години. Тоа е признание кое што го добиваат многу по афирмирани и поостварени личности од не само од полето на литературата, туку и на други полиња. Меѓутоа јас го добив прилично млад и морам да кажам дека не ми беше сеедно затоа што ако за дотогашната работа сте добиле признание, тогаш разбирате со идната работа морате да го надминете тоа ниво. Тоа ми го напише и доктор Венко Андоновски во рецензијата за војни и херои, рече дека со овој роман Игор Крајчев, рече од парафразирам, ајде не можам да го цитирам зашто не памтам. Меѓутоа од прилика рече дека со романот Војни и херои Игор Крајчев си го постави значи рамништето на прилично голема височина и во следниот обид ќе мора да го прескокне тоа, инаку Така. се надевам дека со 3 секунди успеали со 3 секунди да се прескокне. Кој е краткото сежен барем на романот? Се проткајува бројот 3 и низу логите кој што јас пресказа Војни херои ги спомнав, а некако и во Војни херои имаше нешто што е поврзано со таа фамозна тројка. Тројката и седмицата се, јас го објавив во Матица, во книгоиздателство Матица, кај мој драг пријател Раде Силјан, кој што го поздравувам во овој момент. Меѓутоа, за жал го нема во другите. Јас не знам сега дали соработуваат со други издавачки куќи, доколку соработуваат сигурно го има и во други книжарници, меѓутоа мене многу ми е жал што во Велес го нема, затоа што во Велес е вака како еден куризитет, немаме книжарница која што се занимава со продажба на книги. Па како председател на друштвото на писатели Велес па може сега да го организирате да го потегнете Друштвото на писатели прилично младо во Велес го формиравме 2007 година. Се реорганизираше, чинам дека тоа, така? Да, тоа беше укинато, односно зата и неговата работа, затоа што никако и писателството во Велес, дали поради финансиски причини или поради некои други причини кои што мене ми се познати, прекина со својата работа, едноставно запра. И сега ние се собравме на група на млади ентузијасти, или ајде не толку млади, имаме и постари членови во друштвото, да, кои што едноставно сакавме да го заживееме литературниот, културниот живот во градот